Значи ја не знам, или ова е премногу слабо, или ја нешто погрешно сум уклучил. Погрешно се уклучил на шестка треба да ти. Не знам. Види дали ти е у шестка? Една точка има на оваа страна. Можда и погрешна рингу да уклучил. Тоа јас си мислев. Сега скроз по. Ама тие се за другите две, бе. Ај оди да види бе. Значи тие се за другите две, а Сега ова ја ти ќе пишува јасно, значи не сум да толку глуп. Хиероглифи порано луѓето разбирале, јас сега да не разберам. Хиероглифи. Не спиел добро. Па Не да, го бе. зира. Најубаво спиеш он. Кога Ја, не се насмеја. тој ден најбав пија. Годно заспавте се легла, само лошо стана. Кој знае бе, Александра, дојди жити ме. Секоја вечер да пиеш вино, тогаш што цена. Не, више не пијам вино. Сето тоа е ја од искуство што со 20 години со музиката имам улога. Затоа грешка ли го сметаш? Не е грешка бе, тоа е, му кажуваш совет му даваш му. Ама више не давам совет него. И sad дојде Зоја Милјан и каже да ми даде предавање, зашто јас сум рекол на професорка. Професорката кога ми изгледа тонот, рекол професорке, не е тој тон и само вака направи. Како и го отпев, а да. Значи, професорката ми рече да, значи. Она шилото, ја не реков да подценам нејзе, таа е професор со младиња. Да. Не да подценам него во моментот, тој тон не е, пошто таа е джезер, народни музики не свири. I know you lie, your lips are moving. Tell me, do you think I'm dumb? I might be young, but I'm stupid. Talking on a circus with your tongue. I give you bass, you give me sweet song. Saying I'm your number one. I know you lie, your lips are moving. Baby, don't you know I'm done? Браво! Ова беше оригиналниот. Да, и супер беше, и така ќе биде. Добро. Добра, можеш да Да. отпееш, не Да, се да. секире. Топ. Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да сепак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повикам. Ништо не е сменето, шушка молика, темно е, тајно моја, во душа света фенери. Се што имам за жив, да ти пеам под пенџери. Маце, ти олесни сега дека можеш да отпееш? Да. Значи, да, ама сега уште му е грлото фатено, имаш лајмови. Таму кај што му се на. Тоа не може да го контролира, само му излегува. Значи тоа како беше? Шушка, Да, шушка молика. Да, ама сега не го мисли толку. Ти ако толку сега па го мислиш на крај... Значи, добро ја пееш песната. На тоа мисли. Важи? Опушти се, супер е се. Не знам зашто си се згрчил толку. Значи, не е катастрофа нешто па сега да се срамиш тамо. Да, не си секирај. I'm longing to linger till down dear, just saying this. Let it go. Sweet dreams till sunburns find you. Sweet dreams still worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Тука што ќе правиш? Вежбавте нешто? Он ми рече, они ќе играле нешто, ја ќе сум била сама на. Аха, значи нешто... Да, ќе играм нешто. Ти слушај да знаеш што да ми правиш. Cause I give you all of me, and you give me all of you, and I give you all of me, and you give me all
Thank you very much. Браво, Игор, јас да ти кажам, уживав. Да? Да. Thank you. Да ти кажам, одлично беше. Да? Да. Така. Thank you very much. Успееш, многу ќе бидам задоволна. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Имаш... Се повторам само Добро, тоа. сега значи си не распеан? Не, јас се распевам, ама не сум способен да пеем уште трети ден. Се надевам дека ќе ви изненадам у недела и ќе се потребам да ми помине грлото, па ќе Ништо, ако викнам. случајно овакво не ти помине, нема да правиме ни последната модулација, не знам. Ова. Со сланина, ја. Камера. Она. Ова еве га бесинско. Еве га. Кркма. Ја би случајно. Оти. Дај ми. Симо така да видиш. Добро потила пштаје. Може стварно сладко сам да видиме, а ваква да Сега земам така со му бъде сирење. назад. Пола, де. А, сега ќе јадам ово. Немаш да става. Пази на линија. Се до 3 на сабајле, до 3 за бајле почиња да не пази на линија. Ја кажам. За мене оставите некоја Екла, со крокодили. Не. Ово си реков јас. Чека да најдеме на Мија пицата. Мија, Пази некој да не ја земе на Мија пицата. Еве за Мија кажа без. Еве и ова е Еве без. ова е. Мој ќе јаде со чај да прашам. Јас сакам да јадам. Може да ми Ти се. сакам ја едно парче. Што имаш ти со ме интересира со пипер, ќе? Може микроволна,
Ja imam. Dobra. Па Кога пали? Така ти се шилила битно. Марио, дај ми го оваму Битно е ти кај ќе имаш место да ставиш. Марио. Тално се шалом. Абе, Иле, ајде го купи више, стварно, на. Гледаш, Ајде, брат. хубаво, види вака. Маре, бега. Имаш Добро, дај ми го. повеќе прегледност. Чекай, става. Да не земаш, да видим каква земаш, пошто Мија... Значи ја на Мија ја дадов пица. Стварно, ја те молим те, шалим. Дај ми едно парче да го да пробам, Марио. Да не глупава. Абе, не може. Гризелно парче. Не, многу замара луѓе, како да го може ме опрости. Брајте, чекам ти залак да ставаш. Е, ще идете кетчап, бе. И мисле да едам се. Само вечер. Чекай сега да се знам. Па само да не ги смачкаш. Ајде пак. Мислам дека е така, ма не сум сигурна. Вие двајца нешто сте наумили. Много е заебана песна. Вие двајца нешто сте Се наумили. обидувам цел ден да ги најдам акорди. Цела гитара ја прошета и него наоѓа. Е, па де Не се знам. де се. Не ве сакам. Што работа така? Или е мол или е седмица некоја, или да не е дин или мај некој, не знам. Мислам дека е седмица. Може, да е Ама не седмица. сум сигурна. Ајде, слушай се така ви отвери. Ајде. Дојде за нас и овој дел кога за крај заплакувам. Проклена сум јас што верува во нас, без да помислам дека ти си невена. Проклена сум јас што не знае за крај, да продолжам јас сам, да не те барам пак, збогом најмила. И вака што ти дое? Треси се. Значи вака скроз телото сакам опуштено до... И глупирај се. Сакам цела опуштеност да ти искочи. Ајде. Ама ако се наведнеш тверки гелите. Ајде. Играј све. Врти се, прави што сакаш. Како ти Ама одговара момент? без да мислиш. Нема никој. Си играш по дома. Сам си дома си пееше? Малце е тешко пред Тешко е. Да, тоа е. Ја едеш право. Да пиоце. ладно. Гурај се. Никој не те гледа, никој не те гледа. Како ти одговара? Ти се смешкаш. Не, уште си згрчен, не ми се свиѓа. Затвори очи. Многу се секираш да бидеш убав, батали го тоа сега. Што да правам, што да чинам, кога е лоша мајка ми, не ми дава да заљубам од личните ангели. За ова? Да, тоа е пија Мија Марама, не продае. Ова е по-спортско, гле. Да, ова е по-фрајер, пуште по-спортско Христо. Не гледате така. Не треба да се менувате ради луѓето. Мене татко ми е мајка ми и татко имена. Мојата мајка ми кој ми рече му ведбам најмногу. Верујте, за вашите сте перфектни. Може да ти кажам сега, Не, татко ми никогаш. Никогаш Да, моите нешто знаеш, видиш на татко ми, ај, ова кажи. не си ти ми вика, кога одам негде ако не мичини. Ти ми вика не си пееш, ми вика, ти не знаеш да играш.
Не знаеш ова, не знаеш она. Ми кажува све што треба. Тоа, мене знаеш да вика видам- татко ми. Ја пеев месечина, не знам колку време, значи се малтретирав месечина да бе. Прекини пред дете да гракаш. А бре не пееш убаво, бе фалш пееш, бе цело време ова преш, тоа преш, немаат врска со музика. Почнав да вежбам да работам со Андријана, идам дома, седну бе вака ме гледа. Е сега е нешто друго. Не е добро, не е одлично, али добро е као нешто тоа исто. Ама знаеш, ми треба тоа да ми го кажат, сега во моментов затоа најмногу Пошто ми вербам. критики. Знаеш што, тој неверојатно прати му. Ај вика, земи облечи да тука, вика нешто. И он ме научи мене да носам сукњи до колена. Јас цело време кратко носам. Мислев дека тоа е убаво. Да, татко ми вика, ти не треба да земиш да покажеш нога, ми вика, или да покажеш не знам што. Повеќе вика, мене ми се свиѓа да видам вика дали. Да, треба да направиш некој да си изфантазираш што се има по таја облека. Истото, истото. Не ми вика да правиш минички, знаеме дека имаш нога. Треба. Некогаш треба да ставиш, значи не секогаш. Ја порано у диско. Миничат бе брате до подврз. А сега го дам под колено. Да. По-дамски ми е многу. И повеќе фармерки се носам од колку што носам сукњи, ретко. Носам дисок фармерки се. Чевла која? Ова е интернет? Не. Хондурата, сакаш да го Не. Не. Ги немаш тука. Значи, абе, јас не сум ги носела тие. Значи, некој друг ги нема. Ко мене се веќе. Цело време ми се скопчува, ја не знам како се. Цигари ти дам. Ле, мајко. Дојче цигари дав, не марихуана. Па ја и ти така крием. Ja, Marija, pa evo, ja, da. Čekaj, moram da se oblečam i da se spravам со тело. Не облечена, не ми се зборува со тело. Да се дотерам, па да се справам со човеком. Вака не дотеране, не може. Утре ти. И така ќе се собртиме у круг. Ама мора се што да правим. Златните штикли да не знаат дека ми се? Мија може... Да му треба Оштрилката да ми ја дадеш? Најмалото се... Не се серча. Не се серча. Ау! Златните кај... Инаки. Она е бомба. Не, она е згодна млада свежи. Скупо одржавица, отршимо ga od тоа. Што објасни? Зошто? Што? Еве, добро, објасни ми што те натера да ми го направиш ова пред снимање. Што ми фали ми? Што ми фали ми? Ако ми упрасне на коса дека се жалам од продукција. Како што? Добро вечер, Македонија, добре дојдовте на иста адреса на Алфа телевизија. За прв пат започнува и нашето ток-шоу. Јас сум Марио Рангеловски, а ова е мојата колешка Александра Михова. Здраво и од мене, добро дојдовте во првото издание на ток-шоу во нашето прво и единствено музичко реално шоу во земјава на Алфа телевизија. Оваа емисија ќе можете да ја гледате секој петок на Алфа телевизија. Јас само би сакала, колега, да им честитам затоа што влега во првите 12, тоест 14 финалисти. Се надевам дека ќе уживате во оваа шоу, дека ќе ви биде најубаво, дека ќе стигнете до самото финале и без тензии, само весело, само распеано. Постојат неколку прашања кои сигурно се интригираат во јавноста и се надевам дека нема да се налутите затоа што се сепак малце интимни, забавни, од друга страна малку и вулгарни. Јас би ја замолил мојата колешка да започне, пошто емисијата најави со прво па женско, па нека продолжиме така. Јас имам Зои, расположена си за одговори. Секогаш. Јас би сакала да дознам, а сигурно јавноста е расположена да дознае, дали Зои има дечко? Нема. Но не значи дека не сум заљубена. Така, политички одговор во секој случај. Што Мија Морина е спремна да направи за да стане славна и успешна, односно да си го исполни својот сон, да стане пејачка, можеби популарна низ цел свет? Да пее. Само да пее? Да. Дали Мија Морина Да изведува. за одредена сума на пари сликала за мушко списание
Не. И колку се ти? За никој пари. Нема пари што може За да, никој, да го да. купат телото на Мија Марина, Нема. да се појави на Нема. насловна страна и тоа Нема. квалитетна може. Нема. Јас ке ве замолам за аплауз. Добро, сепак тоа заслужува аплауз. И продолжуваме понатаму мојата прекрасна колешка Александра Михова следува да го чефне Горан. Така е, јас тука имам прашање за Горан, едно интересно прашање. Горан, морам да те прашам прво, како се чувствуваш? Па мислам дека се чувствувам одлично. Со оглед на тоа дека имаме прекрасна дружина, тука прекрасно друштво, сите се окей, момци и девојки, така да се кул на ниво. Ило ми ние ќе се дружиме со тебе во наредните 100 дена, ако останеш секако. Се надевам. Прашањето за тебе, дали ти Горан си за или против легализација на марихуана? Па видете, со оглед на тоа дека не го оправдувам ни еден чекор на легализација на ни една дрога, па најмалку и на марихуаната. Единствено ако само би се користела за медицински цели, доколку би била дозволена да се купи кај што може, мислам дека младиот свет би посегнал секој да го проба тоа задоволство, а тоа би штетело секако. И поради тоа одговорот мој конечен би бил не. Добро, ама сепак си за легализација на медицинска марихуана. Доколку се легализира за медицински цели, да. Тоа би бил мојот одговор. Ме интересира, Горан, со кој од учесниците, односно твои колеги или цимери, ти би снимил дует, а кој го сметаш за твој најголем ривал? Па вака, со оглед на нештата дека сите се прекрасни во свој начин, јас од ниеден од нив не гледам ривал, затоа што сум единствен народњак и не гледам никаква конкуренција од овие кандидати. Добре. А дует со кого би снимал од овие тука мои колеги, па тоа би била најверојатно Марија. Марија? Да. Добро, може би ќе падне некој дует. Да. Се надеваме него. Ајде, чекај да го поставам тоа прашање на останете Да, две. ги прашавме, Да. мислам ги прашавме нашите гостинки за дали се во врска, не го прашавме Горан? Го прашавме? Горан, Не, мислам дека не го прашавме. Не го прашавме, но ајде. Горан, дали ти си во врска? Јас вака сега на И цела како гледаш широка на јавност ќе соопштам дека не сум во врска, а сите кои се заинтересирани за мене љубазно ќе ги одбијам. Ау. Зашто? Па не би сакал да ти одговор. Не ćeš да Не би бидеш... сакал да си во врска? Не би сакал да бидеш завршен, сакаш да бидеш слободен Да, би по сакал птица. некоја девојка која е добро ситуирана финансиски, 5 милиона на конто, вила на Хавај, онда би прифатил брак. Ова мислам дека го служба аплауз, драги гледачи. Браво, браво, Горан. Одлично размислуваш и ја ќе ти се придружам со таа со 5 милиони на конто. Да, Не е проблем, да. ќе ја почувам 2-3 дена. Да ја прашаме Мија. Мија, со кого ти од овде би снимала дует, а кој ти е најголемата конкуренција? Со оглед на тоа дека сите се познаваме неколку дена, мислам дека не е прашањето можеби соодветно, Не, но не, да. сепак постои некој кој ти е Да. малце на Ја би страна. снимал дует со тој што мислам дека ми е ривал, да рече? Не, со кој би снимала дует, а кој го сметаш за ривал? Ја би снимал дует со тој што го сметам ривал. А тој кој? На позитивен аспект не ривал, туку Добро, еден дали од су- најдобрите, секако ја мислам да, дека е Игор. Игор. Значи, може би ќе падне дует и помеѓу Игор и Мија, одличен избор Мија. Морам да кажам дека сакам да посетувам опера, балет и такви некои ствари, или дел од нашата култура или театар, сеедно. И видите како тоа може да влијае на вашата личност и на развивање на вашата идеја од идеја на скица да створите уметничко дело на телон или односно фустан. Бидејќи сметам дека моите фустани се уметничко дело, па затоа можам сега да кажам Баш да. така, ја тоа го потврдувам. Да моля аплауз. Но ите како, морам да кажам дека најголемата инспирација, она што најмногу ме полни и она што од најмногу црпам и инспирација која што никогаш нема да изумре, е огледалото. Кога ќе се погледнам во огледало, тоа е нешто божанствено. И завршува аплауз. Не, знаеш како што ме интересира? Ова сме го веќе значи зборале неколку пати. И неспорен е фактот колку звезди ќе излезат и не може да значи дека оној победникот ќе биде најголемата звезда, тоа најчесто и Да, не е тоа- така.
Меѓутоа, сакам да кажам дека многу е битен фактот дека они имаат можност сега да се развиваат и таа звезда на челото да ја надополна. Извинете. Реално сите овде кои се присутни ја имаат таа звезда, го имаат оној прав кој го дава нели природата, меѓутоа сите треба да работат, нели, константно. Сега кој во моментов е подобар, кој повеќе да работи, меѓутоа секогаш е многу поатрактивно за публика, поатрактивно за проект да нели си помалку изграден и реализиран на поле музика во случајов конкретно, за да сето тоа може публиката, како да кажам, едноставно на некој начин да ти растеш или созреваш со самата публика, да си се подобар и подобар, тогаш луѓето може да видат еден диапазон на промена, значи да може да се почувствува тоа и мислам дека многу повеќе го прифатат. Сите оние кои се повеќе изградени, сметам дека имаат стартен плюс, меѓутоа понатамошен минус. Од аспект на тоа дека луѓето не може да се согледаат на некоја голема разлика и тоа не го сваќаат како нивни плюс, дека они биле до некое ниво, бидејќи ретко кој има сенс да тоа го почувствува, туку луѓето го сваќаат дека сите почнуваат од нула. И сега автоматски, оној што е веќе на левел 3, ако постојат 10 левели во бариерава, луѓето не гледаат напредок и тоа е веќе многу оној лош печаток кој не би требало да се случи. Меѓутоа, со помош на целиот професионален тим, со целата таа продукција од која мора да ја поздравиме вака јавно, кои работат на овој проект 24/7 будно, апсолутно, и го потпомагаат на секој можен начин, сметам дека ако од овие 14 кои сме во куќава, 12 можат да бидат звезди. Ја и ти не морам. Така вие се во конкуренција. Се запознавме овие денови малку повеќе, кој како со кого. Друже, љубива си, баш ми е мило што си таква, баш си пријатна личност. Има едно прашање, сигурно имаш многу пријатели и баш би сакал да знам со кого би заглавила, да речем, во наводници, во град Досабајле. Озбилно. Се жалам, не очекував вакво прашање да ми поставиш реално. Меѓутоа, поради тоа што прашањето е такво какво што е, јас мислам дека би ги одбрала сите кандидати од моментално во шоу на иста адреса, поради фактот дека ниту еден нема да заглави Досабајле. Ќе се појави еден и ќе рече ајде да си идеме дома, јас сум уморен. Што мислиш по твое? Кој би бил тој кој што би го рекол тоа? Или таа? Игор. Каде да Дефинитивно, да. Не, за жал тогаш нема да имаме кревет у близина на нас, така да не би се одел. Само поради тоа би ве одбрала вас, поради тоа што мислам дека, не мислам, туку сум 100% сигурна, дека сите други би им било мило да заглавиме Досабајле, да пиеме, али немам време за тоа. Ми треба одмор, поради тоа што сум со оврски. Имам, значи, многу оврски во својот живот, значи не мора да ги кажам. Јас сега тоа последно да прашам дали би можело нели да ни ги откриеш како изгледа значи твој еден ден? Што правиш ти? Работиш, студираш, учиш, шеташ, излегуваш? Вака, значи јас работам. Така. Работев пред да влизам во шоуто, исто така и студирам. Така. Така да еден мој ден го зафаќаат 8 сата работно време. И останатиот дел од денот јас го двојам на 6 максимум сата за спиење. Останатиот дел за да си направам нешто за јадење и да учам. Све што е потребно, така, да. Да. Значи во годината реално имам годишен одмор што би рекла дека се 10 дена. А во тие 10 дена со кого би заглавила Досабајле? Во тие 10 дена исто пак идам, значи истото прашање, да, браво. Значи во тие 10 дена сите пари што ќе ги заштедам ги уплаќам во агенција, идам на екзотично место сама со себе да одмарам. Ова е тато. Браво. Значи, драги гледачи, Вики би заглавила Досабајле сама со себе. Покажа доста емоции, покажа дека прекрасно пееш, прекрасно изгледаш. Кажи ни ти како мислиш, како ти се допаѓа наше шоу? Супер, прекрасно, мислам секако и
колегите се супер и прекрасни се, значи... Кој најмногу ти фали? Моето куче. Тото. Тото? Да. Друг? Тој. Не знам, само Тото ми фали најмногу. Да. Би сакал да почнем значи, со прашањата. Знаеме дека си феминистка, мислам доста тоа го покажа во ова шоу. Кажи ми, што мислиш ти за феминизмот како појава? Па, според мене, тоа е сосема во ред. Како што веќе кажа, значи јас сум голем феминист и не гледам во аспект на тие работи дека машките и женските права се еднакви. Така кажем, дали мислиш дека жените треба да владат со светот или дека треба да биде застапеноста 50-50? Дали мислиш дека треба да биде 50-50. Така? Значи не си на 100% дека жените треба да владат со светот, така?